Вести во 18 часот. Добар ден. Почнуваме со прегледот на насловите. Немаме намера повеќе ни милиметар да се поместиме. Премиерот ги зацементира македонските позиции во однос на Бугарија и ЕУ. СДСМ го повтори барањето. Младите ќе ги носат последиците од денешните одлуки на Мицковски. Груевски станал и унгарец. Македонија ќе продолжи да бара екстрадиција. Познавачите со став. Ќе отежне целата постапка околу екстрадицијата. Дали ќе се олесни минувањето на грчко-македонската граница? Грција најави реформи и борба против сообраќајниот метеж на премините. Десетина граѓани веќе наседнале на лажни СМС и платиле пари за сообраќајни прекршоци што никогаш не ги сториле. Како да се заштитиме? Македонија повеќе нема да се помести ниту милиметар во однос на Бугарија. Премиерот Мицковски ја зацементира владината позиција во однос на уставните измени, за кои што кажа дека има информации дека тие се само почеток од огромен број бугарски барања за земјава. Во меѓувреме од СДСМ го повторија нивното барање за референдум за внесувањето на бугарите во македонскиот устав. Ивана Стојановска. Нема простор за идентитетски отстапки ниту милиметар повеќе, јасно порача премиерот Христијан Мицковски. Според него, последната изјава на бугарскиот премиер Радев, дадена пред средбата со Макрон, е јасен доказ дека барањето за промена на уставот е само почеток и дека тоа нема да биде последниот услов од официјална Софија. Порача дека како влада ќе продолжат да бараат решение кое нема да допира до идентитетот и достоинството на македонскиот народ, уште еднаш потенцирајќи дека се подготвени да ја платат цената за тоа. Вакви билатерални прашања немаме намера да исполнуваме и желби, посебно после последните изјави на новоизбраниот премиер на нашиот источен сосед, кој што гордо кажува дека му требало година дена да ги, како претседател на Бугарија, да ги убеди шефовите на држави на земјите членки на Европската Унија дека е потребно да се промени уставот и дека тоа само еден обичен почеток, а бидејќи ја знам содржината од разговорот што имаше нашиот министер за надворешни работи и надворешна трговија со неговата колешка од Бугарија, можам да кажам дека ова е само еден почеток на сето она кое што дополнително ќе следи. Така што ние во овој момент немаме намера повеќе ни милиметар да се поместиме. Решение за надминување на билатералниот спор со Бугарија, Мицковски ќе бара и за време на средбата со претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој во вторник ќе допатува во земјава и порача дека очекува конструктивност од негова страна. Во однос на предлогот на германскиот канцелар Мерц за постепена интеграција во ЕУ, порача дека македонската влада ќе се изјасни откако тој ќе стане официјален. Очекува за деталите да се разговара идната недела за време на предстојниот самит ЕУ Западен Балкан во Црна Гора. Љубопитни сме да знаеме повеќе каква е идејата. Тоа предпоставувам ќе се случи на самитот кој што ќе го имаме сега во Тиват од 4 до 5 јуни, јас ќе бидам таму. Така што јас со нетрпение очекувам да ги слушнам овие концепти и овие идеи, откако ќе имаме повеќе суштина, тогаш ќе можеме и да зборуваме во јавност. Од СДСМ пак и понатаму бараат власта да распише референдум за уставните измени и евроинтеграциите. Од социјалдемократската младина сметаат дека младите се тие кои треба да одлучат за сопствената иднина и сметаат дека ставот на владата дека нема пари за референдум е само изговор. Младите имаат право сами да кажат по кој пат ќе оди Македонија. Затоа што токму младите ќе ја живеат таа иднина. Токму младите ќе ги носат последиците од денешните одлуки на Мицковски. Младите имаат став и сакаат да се слушне нивниот глас. Затоа распишете референдум. Владата веќе го отфрли повикот на опозицијскиот лидер Филипче за распишување референдум за уставните измени. Оттаму порачаа дека не планираат да го трошат времето и парите на народот и дека граѓаните јасно можеле да видат како изгледале заложбите на СДСМ за референдум без гаранции за европската иднина на последното референдумско изјаснување за промената на името во 2018-та.
Проширувањето на ЕУ зависи од вистински реформи, силни институции и владење на правото, порача известувачот за Македонија во Европарламентот Вајц на конференцијата Доверба и партнерство, срцето на проширувањето на ЕУ, која што се одржува во Виена и е посветена на процесот на проширување на Европската унија и предизвиците во евроинтеграциите на земјите кандидатки. Вајц меѓу другото истакна и дека идентитетските прашања и националистичката реторика не придонесуваат за напредок на регионот. Подетално разјаснување на тоа како тече приближувањето на земјите од Западен Балкан кон ЕУ се очекува на самитот ЕУ Западен Балкан, кој што ќе се одржи на 5 јуни во Тиват, Црна Гора. Но пред самитот, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта ќе ги посети земјите од регионот, а во Скопје пристигнува следната недела. Овие идентитетски прашања и ова националистичка идентитетска реторика не е добра за регионот. Тоа го имаме и тука, и во Австрија, и во Бугарија, и секаде. Ние од Европската унија мора домашната задача да се сработиме за да ги надминеме овие наративи, дека сите имаме заедничка историја, си имаме културен идентитет, сите имаме економска, безбедносен, културолошки, еколошки интерес и тоа треба да биде да предничи во нашата работа, а оваа идентитетска политика да ја вратиме назад во шишето. Информациите на дел од унгарските медиуми дека Никола Груевски добил унгарско државјанство уште во 2022 година сериозно ја доведуваат во прашање неговата екстрадиција. Од Министерството за правда порачуваат дека тој останува наш државјанин со правосилни пресуди и дека правните чекори против него продолжуваат. Сепак, адвокатот Давидович предупредува дека новиот статус во комбинација со претходниот азил ја прави неговата испорака речиси невозможна. Дејан Трајковски. Паѓа ли во вода најавуваната екстрадиција на екс-премиерот Никола Груевски? По објавата на унгарската истражувачка мрежа V-Square дека Груевски добил целосно унгарско државјанство уште во 2022 година, повторно се отвори прашањето дали Будимпешта воопшто ќе го испорача во Македонија, оти државата практично не екстрадира своји државјани. Од Министерството за правда, кои во изминатиот период се обидоа да ја реанимираат постапката за екстрадиција, за Канал 5 велат дека внимателно ги следат информациите во јавноста и дека независно од истите продолжуваат со постапката. Независно од сите шпекулации и неофицијални информации за евентуалниот статус што го има во Унгарија, Никола Груевски останува државјанин на Република Македонија и е лице кое е предмет на правосилни судски одлуки и активни постапки. Министерството за правда нагласува дека постапката за негова екстрадиција продолжува согласно домашното законодавство, билатералните договори и меѓународните конвенции. Во рамки на своите надлежности, Министерството и натаму ќе ги превзема сите неопходни правни и дипломатски чекори во комуникација со надлежните органи во Унгарија. Велат од Министерството, а за ова беше прашан и премиерот Мицкоски, на што тој кратко одговори. Немаме ние таква информација. И да биде одземен политичкиот азил кој го најавуваше новиот премиер Петер Маѓар, поништувањето на државјанството е значително потешко, оти не почива само врз политичка волја, туку тоа значи институционален процес кој на Груевски му нуди правни механизми и поголема сигурност. Токму поради ова, дел од правниците сметаат дека ваквиот момент би можел целосно да ја закочи постапката за негова екстрадиција. Ако добил и унгарско државјанство, ќе отежне целата постапка околу екстрадицијата, дополнително што во мигот кога доби азил, ако се сеќавате, го доби меѓу другото затоа што смета унгарските власти дека е под политички прогон. Сево ова заедно ја отежнува, ако не ја прави малку невозможна екстрадицијата. Ако Унгарија има таква пракса, може да се повика било кој на таа судска нивна пракса. Унгарија е земја членка на Европската унија, таму законодавната власт е оделена од извршната и судската од извршната и законодавната, па верувам ќе се почитуваат правните правила. Министерството за правда минатиот месец најави дека повторно ја активира постапката за екстрадиција на Груевски и побара комплетна документација од судовите, обвинителствата и Министерството за внатрешни работи за сите активни и стари предмети против него, како подготовка за евентуално ново барање до Будимпешта. Првото барање
барање за екстрадиција беше испратено во 2018 година, дополнувањето во јуни 2019, а во август истата година Унгарија официјално го одби барањето, од и екс-премиерот добил азил. Руски дрон погоди зграда во Романија и повреди мајка и ќерка. Се активира НАТО. Што може да донесе овој инцидент? Ова е прво предупредување до романците. Повластените акцизи и ДДВ-то за горивата важат до понеделник, но владата веќе планира нови попусти со окта во случај на нов ценовен шок. Иако инфлацијата за сега е стабилна, заменик министерот Ристевски најави дека државата е подготвена да ги замрзне цените или да го намали ДДВ-то за основните прехранбени производи. Сандра Спасовска. Владата викендов треба да одлучува дали мерките за намалени акцизи од 2 денари за дериватите и повластената стапка на ДДВ од 10% само кај бензините, кои истекуваат в понеделник, ќе продолжат или не. Од владата за Канал 5 велат ќе се разгледа состојбата и доколку има основ мерките ќе бидат продолжени. И од Министерството за енергетика пред неколку дена посочија дека во насока на заштита на стандардот на граѓаните, како министерство работат на изнаоѓање решение во однос на стабилизација на трошоците на енергенците, а една од превземените активности, како што посочија, се и преговорите со рафинеријата Окта за евентуално повторно воведување на попустот за компаниите. Ги уверуваме граѓаните дека владата прави напори со цел соодветно да се одговори на актуелните предизвици во енергетскиот сектор. Дел од конкретните активности се и преговорите со рафинеријата Окта, кои што во моментов се одвиваат во рамките на нашата поширока соработка. Инаку деновиве поновите меѓусебни напади меѓу САД и Иран, цената на нафтата на светските берзи варира, а од Меѓународната агенција за енергија предупредија дека глобалните резерви на нафта се празнат побрзо од очекуваното. Експертите се надеваат дека војната на Блискиот Исток ќе заврши наскоро и снабдувањето со нафтени деривати ќе се нормализира. Во однос на цените на храната, иако од владата не ја исклучуваат можноста, доколку е потребно да се интервенира и во тој дел, засега велат не размислуваат за воведување мерки, бидејќи инфлацијата е стабилна и според нив во рамки на очекуваното. Ние успеавме да смириме инфлацијата пред да почне светската економска криза и беше проектирана на 2,5 до 3% од страна на Народна банка и владата, меѓутоа сигурно ќе имаме малку повисока инфлација, ќе гледаме да биде во рамките на тие можности и владата во иднина е спремна да ги спроведува сите законски можности и решенија, дали тоа ќе биде во однос на ограничување на цени во иднина или пак во однос на намалување на ДДВ на одредени, например на основни прехранбени производи и така натаму, меѓутоа ќе реагираме во однос на ситуацијата. Дополнително Министерството за економија и труд ги подготвило и потрошувачката кошничка и измените на Законот за нефер трговски практики, кои според најавите се очекува да бидат усвоени летово. Оттаму посочија дека токму ваквата кошничка која ќе ја пресметува владата ќе помогне во иднина во случај на нови кризи при креирање на економски политики, одлуки и мерки. Со измените на Законот за нефер трговски практики пак казните треба да бидат поригорозни, а со одредбите ќе бидат опфатени и добавувачите. Грчките власти договорија итен пакет мерки во Солун за да се намали огромниот метеж на граничните премини Евзони и Кипи. Новиот европски систем за биометриска проверка во комбинација со застарената инфраструктура веќе предизвикаа низа поплаки од Македонија и од Србија. Во меѓувреме се менуваат и правилата за минување на македонските патарини. Игор Манасиевски. Грција најавува нови мерки за граничниот премин Евзони со цел да се намалат долгите колони и чекањето, кои во последниот период станаа секојдневие за патниците од земјава. Одлуката била донесена на состанокот во Солун, на кој учествувале представници на грчките институции, полицијата, царината и локалните власти. Како решение Грција најавува зајакнување на информатичкиот систем за побрза обработка на потатоците, но и поставување на привремени технички решенија кои треба да го олеснат движењето на возилата и патниците. На терен веќе се испраќаат специјални тимови кои ќе следат состојбата и ќе предлагаат и дополнителни мерки, но нема можност одредена држава да биде исклучена од примената на правилата како што тоа се шпекулираше за Србија.
Минатиот и овој викенд, кој во земјава се продолжени викенди, ги покажаа слабостите на системот кој предизвика хаос на границата, кој допрва ќе се зголемува во летниот период ако не примени Грција решенија за брз премин на границите. И додека Грција најавува дополнителни мерки за да се намалат ваквите колони на редици од коли на границите заради примената на ЕЕС системот, на македонските патарини можно е да се зголемат гужвите, бидејќи од 15 јуни се најавува дека нема да може со М-карт да проаѓате на оние две рампи кои што вообичаено се оставени за М-так. Имено од 15 јуни, корисниците на М-карт повеќе нема да можат да поминуваат преку лентите наменети за М-так на патарините. Од јавното претпријатие за државни патишта информираат дека М-карт ќе може да се користи само на останатите ленти, поради што возачите стравуваат дека ќе се создадат дополнителни гужви на лентите за готовинско плаќање, додека лентите за М-так ќе останат помалку искористени. Во Македонија уредот М-так чини 1200 денари, заради што дел од граѓаните сметаат дека наместо ограничувањата за М-карт кој се набавува за само 100 денари, потребно е реално поевтинување на таговите за да бидат подостапни, со што ќе се зголеми брзината на протокот низ патарините, за да не се чека во летниот период како да сте на граница. Синоќ околу 21 часот во СВР Куманово било пријавено дека на регионалниот пат Куманово-Скопје во селото Черкези, Кумановско, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Мерцедес со кумановски ознаки управувано од 24 годишниот ФС и електричен тротинет управуван од 13 годишник од селото. Во несреќата повреден бил малолетникот кој веднаш бил пренесен во општата болница Куманово, каде што од страна на лекар била констатирана смрт. По несреќата малолетникот бил пренесен во општа болница Куманово, каде од страна на лекар констатирана била смрт. Во 21 часот и 20 минути во полициска станица Куманово возачот е лишен од слобода. Извршен е увид од јавен обвинител и увидна екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. Десетина граѓани веќе наседнале на лажни СМС и платиле пари за сообраќајни прекршоци кои што никогаш не ги сториле. Од МВР потврдуваат дека мал е бројот на пријавите за пораки во кои што преку лажно представување дека системот SafeCity регистрирал сообраќајен прекршок, се бара итна уплата преку сомнителни линкови. Во меѓувреме, според официјалните и реалните податоци, системот во април регистрирал најмногу прекршоци од воведувањето на SafeCity, над 28.000. Сања Трајковска Ставров. 10 граѓани наседнале и се измамени со лажните СМС пораки што во последниот период масовно пристигнуваа на телефонските броеви и преку платежна картичка си платиле за прекршок што не го сториле, потврдуваат од МВР. Според досегашните официјални податоци од Министерството, евидентирани се само 17 пратени лажни пораки за плаќање на наводни казни, што значи дека најголем број од граѓаните не ги пријавуваат пораките. Во врска со плаќање наводни казни за сообраќајни прекршоци, ве известуваме дека евидентирани се вкупно 17 настани за пратени лажни пораки за плаќање наводни казни за сообраќајни прекршоци, од кои во 10 случаи од граѓаните се одземени парични средства. Велат од МВР. Апелот од надлежните е добиените пораки граѓаните да ги игнорираат и да не постапуваат по наведените упатства на така наречените фишинг линкови, како и дека сите досегашни вакви пораки се од странски телефонски број. Содржината на лажните пораки кои пристигнуваат со цел измама најчесто е следната. Врз основа на сликите направени со опрема за надзор, вашето возило ги прекршило членовите 14 и 21 од законот. Системот ве потсетува да ја платите неплатената казна. Последици такса до 100% од казната и возилото ќе биде запленето. Доколку пораката е автентична и сте направиле прекршок на добиената порака, нема да може да го видите бројот на испраќачот, туку вообичаено стои МВР Info или МВР SafeCity,
тоест скратеница на латиница од називот на системот за детектирање прекршоци. Според последните официјални податоци од воведувањето на Safe City заклучно со април регистрирани се над 73.000 прекршоци, од кои најмногу околу 28.000 токму минатиот месец април. Најголемиот дел се за брзо возење, а околу 450 прекршоци за минување на црвено. По груба пресметка, ако се земе просечната казна од околу 50 евра за најголемиот дел од прекршоците за брзина, потенцијалниот износ на изречени казни би надминал 3,5 милиони евра. Иако реалната наплата може да е помала поради можноста за плаќање половина казна и различните суми на санкциите. Ставот на власта е дека системот досега ја оправдува својата цел, односно се намалиле сообраќајните прекршоци, има поголема дисциплина при управувањето со возилата и зголемена е безбедноста на патиштата. Опозицијата пак смета дека токму измамите со лажните пораки се доказ дека станува збор за сериозен безбедносен пропуст, како и дека системот може лесно да се злоупотребува и за други цели. Истражување на УНИЦЕФ открива дека нездравата храна е многу подостапна за учениците отколку здрави оброци. Поради училишните автомати полни со масти и шеќери, 1/3 од децата во земјава веќе имаат прекумерна тежина. Со кампањата Што има за јадење, учениците и институциите бараат итни промени, поевтина здрава храна и укинување на штетните реклами. Здравко Димитров. Дали нездравата храна е избор или неизбежна опција? Според истражувањето на УНИЦЕФ, во училишните средини во Македонија, децата полесно доаѓаат до нездрава отколку до здрава храна. Само 35% од училиштата обезбедуваат организирани оброци и ги исполнуваат националните стандарди за храна, но и во тие училишта често на децата им се нудат нездрави ужинки. Учениците се приморани да купуваат храна од продавници или автомати кои нудат храна богата со масти, сол и шеќери, како и засладени пијалоци, додека здравите опции речиси и да ги нема. Во најголем дел од училиштата се спроведува едукација за исхрана, додека само во едно училиште се спроведува од наставник обучен од областа на исхраната. Истражувањето се однесува и на основните и на средните училишта. Во него стои дека над 80% од учениците поддржуваат обезбедување здрави и хранливи оброци, а 60% сметаат дека помалку достапната нездрава храна би придонело кон тоа да направат поздрав избор. Високи 85% сметаат дека храната која се продава во училиштата треба да биде со поприфатлива цена. Од УНИЦЕФ порачуваат дека создавањето средини во училиштата со кои се дава поддршка на здравата храна е од суштинско значење за заштита на здравието на децата, кои ќе значат поддршка на здрави навики во текот на целиот живот. Наодите се надоврзуваат на веќе постоечките докази за исхраната во Македонија, а 1/3 од децата на возраст од 7 до 9 години имаат прекумерна тежина. Во рамки на иницијативата започна и кампања насловена Што има за јадење, која е креирана со деца и адолесценти од 5 училишта од државата, а целта е да се подигне свеста за потребата од поздрава училишна исхрана и ограничување на рекламите за нездрава храна. По пропаѓањето на првиот тендер, владата повторно ја распише постапката за 100 нови автобуси, а градот Скопје ќе набави уште 40 за БРТ системот. Градоначалникот Ѓоргиевски најави целосно затворање на проблемот со ѓубрето до септември, преку набавка на 40 нови камиони и чистење на депонијата Вардариште. Сите овие комунални реформи се одвиваат паралелно и со финансиски ревизии за работата на претходното раководство, кои според него ќе донесат и одговорност. Маја Стојановска. Повторно е распишана постапката за набавка на 100 автобуси за јавното сообраќајно предпријатие. Откако претходниот тендер за електрични автобуси беше поништен од Државната комисија за жалби по јавни набавки. Градоначалникот на град Скопје Орсе Ѓоргиевски во синокешното гостување во само интервју на Канал 5 најави дека владата ќе обезбеди 100 автобуси, додека градот ќе набави дополнителни 40 автобуси за потребите на БРТ системот. Ѓоргиевски очекува административните процедури да завршат до крајот на годинава, а реализацијата на проектот да започне веќе од следната. За 100 автобуси пропадна постапката, но денес е повторно објавен. Ме информираше министерот пред час и половина, пред да почне интервјуто, дека
е реобјавена повторно постапката. Искрено се надевам дека овој пат ќе биде успешна. Ја чувствувам како сериозен пораз мој ако не успеам да обезбедам дел од автобусите до крајот на оваа година. Ако не зависи од мене. Во однос на комуналната хигиена, Ѓоргиевски информираше дека е завршена тендерската постапка за набавка на 40 нови камиони, меѓу кои цистерни за миење улици, а во фаза на евалуација е набавката на околу 2600 контейнери. Планирано е воведување на нов систем со 2 претоварни станици, преку кој отпадот ќе се транспортира до Дрисла, со цел побрзо собирање и поголема ефикасност на комуналните служби. За дивата депонија Вардариште, тој повтори дека просторот ќе биде целосно трансформиран во парк, а на терен веќе се спроведува чистење на површинскиот отпад, како прва фаза од санацијата. Таа механизација е сериозен проблем. И затоа да се молам на Бога час поскоро да почне испораката на овие 40 камиони. Таа набавка, завршена е тендерската постапка, завршен е рокот на жалби, тече рокот за испорака. И верувам дека за скоро ќе почне да се испорачува. Што би значило тоа? До крајот на годинава, есенова? Не, многу порано од крајот на годинава. Значи годинава секако ќе биде. Годинава секако. Значи ние до септември месец целосно ја затвараме темата отпад. Не можам да кажам целосно ја затвараме, затоа што под отпад јас подразбирам и Дрисла, каде што планираме од наредната година да се позанимаваме со тој процес. Како дел од пошироките активности, Ѓоргиевски посочи дека се спроведува ревизија на работата на претходното градско раководство. Според него, институциите веќе работат на одредени предмети поврзани со финансиското работење и доколку се утврдат неправилности, ќе следува одговорност. И сечоци од најдобрите моменти од Само вистина во продолжение на Канал 5. Пријатна вечер.